morning, double day. Get the beat that say, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ајде малацко кемити. Здраво, здраво. Фала ви што сте овде со мене денеска. Ви благодарам што сте тука. Вие како инспирација за нас во Македонија музичарите кои што сме по андерграунд делот. Исклучително бевте инспирација и се уште сте. И драго ми е што малце ќе си поразговараме на тие теми. Би сакала прво да ве прашам дали сметате дека младината што сега излегува, креира нови песни, сличен тип на музика како вие, дали гледате надеж во нив? И дали сметате дека прават нешто добро? Па да, гледам надеж, но да ја многу се не сум утекан, не идам, сега години ми се така викам, не идам многу по концерти, не знам ни точно што се случува, но гледам дека раздвижена андерграунд сцена за рок, метал, панк. Така да има надеж секогаш. Гледам младите едно време, пред 20 години, може малце поудумираше таа музика, малце поелектронската беше застапена, сега гледам добро има надеж меѓу младиве и добро ме радува што многу групи работат од ентузијазам повеќе. Јас сум сексуален манијак, јас сум тешко без мана. Мојата партија гласајте за, мојата партија гласајте за. Ние сме хистерија и масовна мистерија за ментално разболети. Градање за мојата под, што ме гледате така чудно, ајде доле сите на пол. Кукурику, кукурику, хавај, хавај, вистина блага. Така да тераат и ќе биде супер, има меѓу нив супер групи. Баш ми е драго дека таква надеж им влевате. Би сакала да ве прашам за албумот кој што имате изјавено дека никогаш не излегол бидејќи песните биле со прелош квалитет снимени. Добро, сега тоа време да 94-та пред првиот албум снимавме во Белград, тогаш санкции беа, многу беше ефтино. Тоаш може ај малце бубачки помлад човек кој не ми се допаѓале снимките. Се од друга страна, после некој време гледам повеќе па енергија имаат него може други у студио што се некои со ритам машини снимени. Па ја од време на време тие песни веќе почнав да ги ставам на YouTube. Така да сега мене ми се вака супер со ради енергијата, претежно се истите песни од прв албум. Само така малце ми се поенергични и така сум ги ставил. Дали сметате дека сите артисти првите нивни изданија се најенергични и најмногу тој елан го има во нив? Па што знам, зависи. Или со тек на време артистот созрева? Добро, може да првите се поенергични, обично кај рок групи, чујќаме и Металика прво почнале поенергично, сега да кажам условно помеки, посозреваат. Така да и јас сега не ме влечем може таа музика што сум ја правил. Јас стално и тоа време сум слушал разни стилови музика. Они ко панк ме дефинира. Јас се да кажам други стилови ми се поинтересни сега да правам, да кажам условно помирни песни, некојаш и тоа поентата со помирна музика поможе и човек и текстуално по-добро да се изрази. Да кажам, не е све во добро млад човек, кој е бунтовен, гневен, тогаш е повеќе енергија. Има. Така. Многу ми се интересни секогаш вашите текстови и наслови на песни. И сакав да ве прашам дали таквиот тип на хумористични лирики кријат нешто можеби подлабоко во себе и тоа е начин на експресија на панкот или? Па не знам, ја викам, тоа е до карактер на човекот. Мене секогаш ме влечело секс со хумор, да кажем. Добро, по мал Бени Хил сум гледал тие хумор серии. Од една страна тоа ме влечело и уште ми идат тие така хумор со секс, а некои не знам подлабоки, од друга страна поангажирани некојаш текстови за политика, општеството. Мислам дека не фали тоа денеска во музиката и некако си бараме и се држиме се уште за... Мислиш за политика или за хумор? За се до сега што направавте, искрено да бидам. Не знам, ја шо викам, мене ми е интересно да видам човек со повеќе лица, така за Дейвид Боуи, мене па ме влечат повеќе, па и Квин сум приметил, они од хард рок, па на крај и електроника. Не познаваат граници, да.
Мене повеќе може ме запамтиле по тие песни, тоа ме влече, мада сега за последно време решив, поозбилни песни веќе да снимам, тие паралелно сум правил човек, поти не е животот све ха-ха-ху, така. Па тоа сакав да има и прашам. депресивни моменти или смисла на живот, човек размислува, јас имам и доста некои подепресивни песни, сега решив некои поозбилни, добро, од време на време пак хумор уште ми можно ќе комбинирам и хумор малце, Па таков е животот, да. Двете кои екзистираат заедно. Па решив тие поозбилни, па ќе видиме понатаму што. Сега не ми се интересни по помој тие, кажам, бунтовни текстови, а хумор уште ми иде така. Такви инспирации ми доаѓаат. Да, супер, ви благодарам премногу за прекрасниот разговор. Надевам дека повторно ќе разговараме. Фала многу на поканата и поздрав до сите гледачи. Porto Porto Azul.